Навивачката група Комити, која сега има 15% од акциите во фудбалскиот клуб Вардар, на пресконференција информираше што се случува внатре во клубот, а при тоа за сите случувања да биде запознана целата јавност, а за целата ситуација зборуваше Милорад Миленковски. На 10 јуни имавме средба со представници на владата, каде што ни беше кажано дека е решението за фудбалскиот клуб Вардар е на повидок и дека ќе треба за тоа да се случи да ги предадеме нашите акции. Во тој момент, значи, после одредено колебање, тоа отприлика некаде 10 јуни, се договоривме дека тие акции наши ќе ги предадеме. На инсистирање на тие кои што не повикаа, а на барање всушност на инвеститорот, е поставен господинот Миленко Неделковски како вршител на должност извршен директор на фудбалскиот клуб Вардар тогаш. Меѓутоа, тоа не го прифативме во тој момент. Моравме да се консултираме со нашето членство, бидејќи ние, како што споменавме на почетокот, како здружение, сме правен застапник, односно субјект, кој што ги застапува интересите на навивачката група Комити Запад. Па така на 3 јули, свесни за ризикот Вардар да не пропадне, не го кажувам тоа случајно, на некој начин бевме принудени фудбалскиот клуб Вардар да го предадеме и да пружиме рака со господинот Миленко Неделковски, односно со тие кои што него го промовираа. Значи, преска спомнавме дека се разгледуваше драфт верзија на договорот на фудбалскиот клуб Вардар, односно на Сдруженијето 35 години вардарци со представниците на господинот Атила. Значи, откако добивме нови аргументи дека фудбалскиот клуб Вардар ќе биде заштитен, значи на некој начин влеговме во таа игра и се согласивме да биде представник заради тоа што тоа е неизбежно и ние не го избираме тоа. Едноставно ни е представено на маса, ситуацијата е ваква. Или Миленко ќе биде во фудбалскиот клуб Вардар, или Вардар нема да постои. Вардар се наоѓа во долниот дел од табелата, односно на 11-тото место со 11 бодови, а викендот ќе игра против Воска Спорт во Охрид.